Почитувани дами и господа, почитуван вице-премиер за економски прашања и координација со економските ресори и инвестиции Фатмир Бетики, Ваша екселенцијо Сибил Зутер Техада, амбасадор на Швајцарија во земјата, почитуван директоре на Фондот за иновации и технолошки развој, господин Коста Петров, почитувани организатори на самитот, Стартап Македонија и Бизнес Импакт Лаб, почитувани предприемачи, представници на македонската стартап заедница, почитувани представници на медиумите. Ви представува чест и задоволство што имам можност да се обратам и да го отворам првиот национален стартап самит кој се одржува во Скопје под мотото Заеднички влијаеме. Дозволете да упатам силна поддршка за иновативните идеи на македонската стартап заедница и нивната голема улога во економскиот раст, како на локално, така и на национално ниво. Како и во изминатите неколку години, продолжуваме уште позасилено да ги мотивираме стартап компаниите да се развиваат, да освојуваат нови пазари, интернационално да се поврзуваат, да креираат висока додадена вредност и да прераснат во национални брендови. Почитувани предприемачи, вашите успешни иновативни приказни се мотив за сите оние кои размислуваат дали да ја преточат својата идеја во бизнис. Владата континуирано работи на поддршка на стартап екосистемот, кој е во постојан раст со Фондот за иновации и технолошки развој како клучна движечка сила во државата. Во портфолиото на Фондот за иновации и технолошки развој само во последните 3 години поддржани се 559 компании преку кофинансирани проекти со над 76 милиони евра инвестиции, што е навистина неспоредливо со периодот пред 2017 година, кога беа поддржани само 30 вакви компании. Особено ми е драго што над 50% од портфолиото на Фондот за стартап компаниите, претешно основани од млади луѓе. Ова зборува дека имаме многу потенцијал, многу паметни и мотивирани млади луѓе, кои е вредно да бидат поддржани, да работат за себе, да бидат сами своји газди, за развојот на бизнис заедницата, а со тоа и за развојот на севкупната економија во нивната сопствена држава. На сите предприемачи сакам да им честитам за храброста, што и во услови на пандемија не застануваат. Напротив, се мотивираат, ги дигитализираат процесите и имплементираат најсовремените алатки за развој на сопствениот бизнис. Владата ги поддржува и дополнително создава услови за развој на предприемачкиот и иновативниот екосистем преку политиките кои ги водиме како пристап до финансии, законски измени, даночни улеснувања, унапредување на човечките потенцијали, како и јакнење на предприемачкиот дух и култура. Иновативните идеи го движат светот напред, а јас сум убеден дека сите заедно ќе направиме уште поуспешен деловен амбиент со посветена трансформација на македонскиот стартап екосистем. Верувам дека од денешниот самит ќе произлезат квалитетни заклучоци и дека нашата земја ќе ја позиционираме како регионален стартап хаб, каде секое лице со квалитетна идеја истата ќе може да ја преточи во бизнис. Почитувани предприемачи, сметајте на вашата влада во поддршка на сите ваши аспирации. Благодарам.